За едни полека, за други дури да трепнеш. Помина и 2016 година. На истекот на истата некој повлекува линија за тоа што направил, докаде стигнал и како понатаму. Како на личен план, така и во рамките на пошироката заедница. Градоначалниците во општините сместени во Кочанската котлина ја оценуваат како успешна, бидејќи во изминатите 12 месеци реализираа низ планирани проекти кои имаат големо значење како за подобрување на вкупните услови за живот, така и за времето што доаѓа. Сепак, ако се земат во предвид сите параметри, оваа 2016 година не заслужи да представува некаков мегник за паметење, преку кој од сложените услови се преминало кон некои силно позитивни и надежни. Напротив, поради политичката криза, граѓаните ќе сакаат што е можно побрзо да ја заборават. Прво затоа што разни глобални, регионални и локални кризи практично ги држат сите во некаква состојба на неизвестност и исчекување, кои се толку нагласени што ги засенуваат и повремените позитивни остварувања. Потоа од 2016 година не ги доведе граѓаните во ситуација од 2017 година да очекуваат повеќе и подобро. Напротив, политичката криза и многобројните афери се додатно оптоварување врз некоја индивидуа која и без тоа си има секојдневни проблеми со екзистенцијалните прашања. Тоа што влева малку оптимизам дека во наредната година може нешто добро да ни се случува, успешниот развој на странските инвестиции кои најавуваат нови работни места и повисоки стандарди за вработените. Стопанската карта во Кочани засега се потпира на холандската Антура, американската Амфенол, турската Левидиагро, австриската Текспорт, кочанската Руен Автомобил и така натаму. Што може да се очекува од 2017 година? Кај нас вообичаено речиси секогаш се зависи од политиката. Прво треба да се сочека да заврши актуелната криза, а потоа да се види како напролет ќе се влезе во локалните избори. Кога политичките турбуленции ќе останат во позадина, тогаш Кочани конечно ќе мора да најде начин соодветно да ги ефектуира геотермалните води, кои предолго стојат како неискористено богатство. Потоа да го осовременува земјоделското производство и да ја развива индустријата за храна врз база на земјоделските производи, да го развива туризмот и што е можно поефикасно да ги искористи водните ресурси.